Здраво, започнуваме со Заблескај, ново онлайн талент шоу, единствено од ваков тип, кој што е во организација на Color Media Plus, односно Убавини здравје и Орбит и нашиот рефреш партнер Франк Кафе. Планирани се 8 емисии, 6 од нив ќе бидат аудиции, 7-та ќе биде полуфинале, а 8-та ќе биде финална или гала вечер, кога нашите кандидати со изведби во живо ќе треба да ги освојат срцата на нашата жири комисија. Кога сум веќе кај жири комисијата, да кажам дека таа секогаш ќе биде составена од познати пејачи и познати музички имиња од кај нас. Главната награда е пак дует со едната и единствена Елена Ристевска. Секако, во текот на траењето на нашето шоу Заблескај, сите наши кандидати ја добиваат она бесплатна промоција благодарение на Убавина и здравје и за set.mk. Сега, следува оној дел кога вие треба да се пријавите. Како да го направите тоа? Ќе испратите видео и аудио запис од вашата изведба на Instagram профилот на Убавина и здравје МК или пак на нашата имейл адреса redakcija@ubavinaиздравје.mk. Сега вака, нашето жири во текот на оние 6 емисии ќе одбери 6 полуфиналисти, а нас ни требаат 12. Тука, драги гледачи, вие стапувате на сцена. Вие ќе одлучите кои ќе бидат останатите 6 полуфиналисти со вашиот глас, а истиот ќе можете да го дадете на Instagram профилот на Убавина и здравје, каде воедно и ќе бидат постирани видеата од нашите кандидати. Накратко, тоа е тоа. Мислам дека сега е време да започнеме да ги слушнеме првите 10 кандидати и секако да го запознаеме жирито за денеска. Да започнеме. Добро, сега е време и да ги повикам моите денешни гости, односно стручното жири. Првото стручно жири во Заблескај, кој што и ќе го скрши мразот и ќе го одбере првиот полуфиналист баш денеска. Да ги поздравиме Дани Димитровска и Никола Перевски Пере. Здраво. Дани, hello. Поради целата ситуација не можам убаво да се гушнем и тоа мене ми фалите. Ајде, Си, Марче. еве, добри сте вие? Hello. Здраво. Лутате, Дани, не знам дали знаеш. Браво, колешки. Прво не, пера одма вади. Ајде, ќе почнам, Дани, од тебе како дама. Како си? Добро, супер, фала на прашање. Како стојат работите кај тебе? Знаеме дека малце ситуацијава, цела е тажна кај поголемиот дел од јавната сцена, но како е кај тебе? Но се појави сонце после подолго време и тоа дава една убава надеж за подобро утре. Искрено и јас така гледам да работите, се надевам дека така ќе биде. Пере кај тебе, што се случува? Јас сум бил и полошо, сум се чувствувал и полошо. Да. Не ме прашав. Инаку, генерално сум супер. Секогаш супер. Да. Барем мене таков печаток не оставаш. Верувам дека секој си има проблеми, демони што го пратат, ама добро ги Да, криете. секој со својата приказна, тоа е точно. Тука денеска те донесов со една цел, но се дојдовте самите со една цел, а тоа е да одбереме полуфиналист. Имам тука 10 кандидати и вие ќе имате најтешката задача. Јас сум тука само да ве водам низ целиот процес, ќе гледаме видеа, за да ги запознаеме нашите кандидати и потоа ќе ги коментираме. Драгана Јовановска, сопраут од Тамара Тодевска. Има 14 години, живее во Куманово, оди во музичкото училиште и има учествувано на повеќе детски меѓународни фестивали. Планира да го продолжи музичкото образование и да се занимава со музика. Незини идоли се Ариана Гранде и Джеси Джей. For every tear the world makes you
Драгана Јовановска. Млада девојка која што има само 14 години, можете да видите. Да, не изгледа за 14. Ти изгледа постара Да, што малку? јас сакав да видам колку години има. Да. Па дора да по зрело пее за своите години. Да, и храбар избор да ти кажам, право Амбициозно, амбициозно, да. Што мислите стварно сега за изборот на песната што има направено? Дали Одличен соодейства избор со- и одлично ја се носи со неа, мислам. Не смета дека е премногу млада за оваа песна да може да пренесе онака како што треба сепак нели од Тамара Тодевска изведена? Па добро, затоа е амбициозна, меѓутоа прилично страствено ја доживува песната. Мислам дека е сосема коректна. Коректно е. Значи, имаме позитивни коментари за Драгана. Позитивни. Одлично браво за годините Да. и за тоа дека се нафатила воопшто на една ваква озбилна храбар. песна да ја испее. Храбар избор. Супер. Во ред, баш ме радува што и Дани и Пере дојдоа до позитивен заклучок за изведбата на Драгана Јовановска, што еднаш ќе кажам, барем според мене, многу храбро и според нив. Храбар избор за, нели, прво представување, правото од Тамара Тодевска, но супер, поминав. Сега е ред на Стефан Спировски, кој што ќе настапи со Могли смо удвоje од Саша Ковачевиќ. Стефан е од Струга, има 25 години. Завршил средно училиште за кувар. Пее од мал, а негов идол е Тоше Проески. Вели дека неговите сонови полека се остваруваат. Окренем главу да те не видим, задржим дах да не изустим, nije mi ništa, a svašta mi je. Dok praviš plan da snove ostvariš, čuvaj ljubav da ne izgoriš kao ja pre vremena. Na pola puta smo stali, jedno drugom pusta želja ostali, a mogli smo sve, mi smo isti zar ne, savršen zagrljaj, a mi smo birali kraj. Mogli smo sve, u svakoj želji si ti, mogli smo oprostiti, na zemlji imati raj, a mi smo birali kraj. Zalud iskre sad u oku tvoj. Сакате уште, не сметате дека е доволно? Доволно, Па да. не. Убав звук има, убав саунд има на А ова чекај, што го... он снима во студио, не треба валјда да има исти препози. Тоа не знам, услови не ни за- се Бидејќи тука има ефекти на помете ги микрофонот и за разлика од претходната што ја слушавме Да, беше суво да, пеење и она ова се беше дава рок. малце по Така, по друг по-полно, звук на гласот и а иначе ова совршено му стои. Да, Му стои, совршено му одлично стои го и изведува. совршено звучи, да ти кажам, пошто гледам дека во студио е направена Да. целава оваа снимка, да, и сметам дека можел да направи подобар избор според мене сега на некоја песна, пошто има убава боја на гласот дечкото и се гледа дека може да даде многу во однос на Одлично, изведбата. да, со тоа што на микрофонот има некој ефект стајано 100% пошто тие шумови Стефане. доздола му даваат. Мислеше дека ќе ти Добар помине вајб. работава, нема, тука имам две стручни ушиња кои што слушаат, Да. уствари два пара на стручни уши кои што слушаат и не може ништо да им промакне. Но во секој случај, Некако и да е прекрасен, Да, се да, гледа сакам дека да е кажам. талентиран, Да. точно знае како пее и супер му стои. Да, динамика има одлична. позитивни критики Да, сепак да, имаме да, да. на самиот крај, но ете ви сугестии и од Дани и од Перес за во иднина како нели доставите подобар впечаток. Бони Китановска ќе настапи со 30 февруар од Нина Тодоровиќ и Албино, или пак беше 30 февруар. Не знам, но Бони има 24 години и живее во Скопје. Таа студира превод и толкување, но истовремено се занимава со музика, пее, пишува песни и создава мелодии. Исто така има и авторска песна која се вика За крај. Од македонската сцена ги слуша Тоше, Елена Ристевска, Каролина Гочева и други. очима
ih predaja, jer posle nas ovde ne ostaje nikom ništa osim sećanja. I ne brini se ja, pravit ću se da mi ne trebaš, oprostit ću ti sve i bit će kao pre kad svane 30. februar. Kao nikada, srce na 1000 je delova, slomljeno ko gledalo, to mora da je nesreća. Ова не е во живо. Кратко, а? Не Ова не не. живо. Јас мислам дека ова е снимено аудио па после видео. Чинам. Врати уште еднаш да Уште видиме. еднаш ќе вратиме, нема. Овој звук не може да излезе од вака широк. Тоа нема врска, продукцијски си е супер средено. На, апсолутно, да. Само кажам дека не е во моментов. Да. Дека не во тој момент пеено Со оглед на тоа дека не ја знам јас песнава и Да. прв пат ја слушам, девојкава има прекрасен глас. Прекрасен. Да, прекрасен глас. Чист И угла, јас фалцет. повеќе ќе цене во моментов, значи пошто не ја знам песнава, а не сум ја слушнал ни за крај, а можда ја имам слушната нејзина авторска песна. Повеќе испееше својата. веројатно впечаток ќе ми оставеше доколку Нејзина. ја испее незинава песна авторска. Да. И што знам, некако ќе ми дадеше подобар впечаток. Чисто да ја запознаеме да ја како запознаеме како музичар, како ето така. перформер уствари. Да. Да. Сиче Трајкова со Ако сгрешам, нека изгорам од Каролина Гочева. Сиче има 25 години и доаѓа од Кавадарци. Има завршено гимназија и курс по козметика. Нејзино хоби е цртањето, а исто така свири и гитара. Нејзини омилени пејачки се Каролина Гочева, Елена Ристевска, Тамара Тодеска и Джеси Джей. Не плачи, мајко, што сум далеку и сам. И не кревај магли, силни јадови. Својот пат затрупан, се уште го знам. Ако сгрешам, нека изгорам. Својот пат затрупан, се уште го знам. Ако сгрешам, нека изгорам. Еј, ридови, сини мориња, сам ке морам да ве пробијам. Тоа беше Сиче Трајкова со прекрасната песна од Каролина Гочева Ако сгрешам, нека изгорам. Сега Дани Пере, вашето мислење? Одличен избор е направен и гледам дека ро е снимен на овој Да. материјал. Ова и првата беше роу и ова више Ова е на чисто ова- онака пред компјутер или пред телефон е сиров снимено. материјал, што би се рекло. Да. Тоа е тоа што И тоа сакате. го тоа го ценам многу во случајов и сметам дека има и одлична интерпретација, добра боја и исто така е многу убава, се гледа дека се занимава со шминкање, Со козметика, со козметика. знаеш. Да, Да, така што ми се допадна. Сиче, ако имаш време секако и желба, можеш да дојдеш и нас тука да не пролепшаш, имаш тешка задача, зборам за Мени Пере. Да. Перфектна, знаеме. Дени, твоето мислење вака поопширно? Се согласувам. Генерално, изборот на песна ми се свиѓа, од старт ме купи. Изгледа супер, многу е точна во пењето, можда ми фали многу е некој природна, знаеш, некој природна е контакт. многу, да. Да, природно изгледа и тоа е тоа што лепи. Преку тоа можеме да ако ништо друго да ја осетиме што сака да ни пренесе. Нели ако звучи добро вака, рока што викате, Да, студио кој ќе влезе апсолутно, со да. сета поддршка, нели? Одлично, браво. Ќе биде браво за Сиче, ете го слушнавме критиките, ако можам да кажам позитивните критики од стручното жири.
Следна ни е Викторија Дукова со Паметна и луда од Марија Шерифовиќ. Викторија има 21 година. Живее во Скопје, но е од Градско. Моментално таа работи во клиничкиот центар Мајка Тереза и вели дека го работи тоа што го сака. Вели дека од мала сонувала да биде на малите екрани. Викторија признава дека сака многу да пее, меѓутоа досега немала храброст да се пријави на некое надпреварување. Ајде да слушнеме Викторија Дукова. Predrasuda, jer sve sam ja i pametna i luda. Anđeo i đavo pod istim krilima, nikad na vreme, uvek za inat kasnila. Zavoliš me najgoru, dobit ćeš me najbolju. Svakom život dan koliko može podnijeti. Nekome sam bila zlo, svakom šta je budio. Bisere je lako, a ti školjku pokuša. Викторија, супер, баре мене убаво ми звучеше, не знам сега ќе кажат. Не, убаво сепак звучи. Стричното жири. Меѓутоа, повеќе ја слушам на снимкава Марија Шерифовиќ, мислам, во позадина, отколку што ја слушам неа. Да, А се премногу гледа дека гласно. има голема желба за пеење, нека продолжи само така. Да, и како видео Да, Да, вози Баш целиот филм, тоа ми е јакото. резана е супер. Да, Супер си, Викторија, но како што рече и жирито, морам јас тука да се сложам со тој момент дека многу во позадина е јака музиката, односно изведбата на Марија Шерифовиќ. Да, и некако Не се толку дуплираат, музиката, се што дуплираат вокал, некако вокалите и не може да дојде до израз нејзиниот вокал и тука не можам баш да донесам Да. веројатно вистинска одлука во однос на Така. нејзината изведба. Мој совет е, Викторија, во иднина, секако можеш повторно да ни испрати снимка, ќе доколку имаме можности, ние повторно ќе ја пуштиме, ништо тука не е завршено, треба жирито да гласа, па потоа имаме Така. гласање од публика. Ништо не е готово, но чисто да си знаеш за во иднина дека попаметно би било, доколку не можеш матрица да најдеш, на суво да испееш песната, за да може жирито убаво да го чуе баш твојот глас и да може да донесе одлука. На пола сме, следен е Филип Дивлев. Подрум одам од Петранка Костадинова. Тој има 22 години и доаѓа од Скопје. Неговата цел е многу конкретна, а тоа е да стане пеач. Омилен пеач и идол на Филипе, Ѓоко Јович. Подрум одам, мајче, подрум шетам. Подрум одам, мајче, подрум шетам. Аман, друм перница, мајче, друм постела. Друм перница, мајче, друм постела. Филип Дивлев. Убава контрола на глас има, се гледа Со одличен да трилер, и супер, таков, да. народњачки, како што си бара песната. Имаше малце ниски моменти, Да. што не се... Ето, Мислам, страшно. и не мора да значат не би ништо ги посебно, тоа земал е јас во тотално... предвид, да. Не е важно, се додека Се допаѓаат си ја носи Кој ќе емоција. ваква numera, дали кој ќе да... Не, Убав јас глас, јас ги обожавам Не, овие не, песни. знам. Стварно, јас стварно ја љубам Супер е, оваа се гледа музика и ми се дека свиѓа. дека му е природна изведбата. На кратко, значи тоа е. Да. Си ја погодил песната за него, за неговиот глас. Апсолутно, да, браво. Мислам Можда- дека тоа е добитна комбинација кога секој ќе си ја погоди својата песна. Да. Тоа И е- својот стил на изведба, Тоа да. е најдобро и не мора да се виртуози и да имаат некоја техника на пеење, тоа стварно никој не го бара тоа од еден пеач. Инаку да се го- гледа дека од срце си пее човекот, така, и тоа е- стварно. и тоа е најдобро. Да. Иван Блажевски ќе го запознаеме со Зора од Гидра и Гоца. Тој има 17 години и е од Прилеп. Во иднина сака професионално да се занимава со музика, односно да биде музичар, односно артист. Негови идоли моментално му се два бона, Јала брат, Буба Корели, а исто така и Владко Стефановски. Dok sviće zora Iza 7 mora je 7 gora Tamo negde znam da čeka me ona Da spasi me od mojih demona Do nje me vodite odmah
Се još uvijek ljubavi moja. Polako ubija me ova samoća. Ajde dođi do mene odmah. Jebeš pare, jebeš slavu, jebeš sve. Ako ti nisi tu kraj mene. Jebeš Gucci, Fendi, Louis, Moncler. Kad u meni je nevreme. Jebeš Ferrari, Rolije. Ako mene gledaju oči te. Jebeš belo, jebeš sve. Ovo bol ne prestaje. Знаат ли твоите дома дека псуеш, бе? Ето, Толку е. не морам да го Да, прекинам да. на самиот крај. Тоа беше Иван Блажевски со Зора од Гидра и Гоца. Вашето мнение, драги мои пријатели? Па и не беше толку лошо, има некоја таква нежна жичка, некоја нежна естетика. Без збунија стиховите. Се не, да, не ја знам песната, да, јас се изненадив на Не очекував. на оној нежен сензибилитетната, све е нежно, Да. фино и Да не покажам. ама и тоа нежно го испе. Да, и тоа беше нежно, да. Симпатично. Симпатично. Дури да сакаш да Па и топсе. не сме баш, Нека не волим сме топсе, баш нема. онака као стручно жири, зашто веројатно не ги знаеме сите овие песни. Меѓутоа ценам што дечкото свири гитара и Да. Да, пее. супер. Да. Знаеш, за една изvedба е па и complicated, значи онака Како не? комплицирано е да... Да, кој не свирал и не пел. Да, не знае, не знае. Така што убава боја на глас има, интерпретацијата му е кул во сооднос на тоа Да. што го свири и што го интерпретира. И окей. Стефан Стојмановски со Сонце за три света од Мики Јовановски Џафер е следен. Тој е од Куманово и има 24 години. Има завршено музичка академија на одсегот музичка теорија и педагогија. Во иднина се гледа како успешен пејач и професор по музика. Негов идол е Владко Лозановски. Знам дека ке замине денот што ке надојде, ке ми речеш не барај ме. Ја имам само ноќва да бидам јас со неа и не знам дали можам да заборавам. По гради имам сонце за уште три светови. Ако заминам, ја имам само ноќва да бидам јас со неа. Не знам дали можам да заборавам. Оградимо сонце за уште три светови. Ако замине, изгасна. Па кај мене има он еден бот повеќе, да, Плюс. плюс, да, ова е плюс со сценски настап, Да, онака, да, да, да. гестикулацииве му се Внесен беше целосно. внесен, да, на место. Се гледа дека ја доживува песната емотивно и можам да кажам дека добро ја донесе, без разлика на тоа што има негде онака дистонира на некои моменти, меѓутоа е 100% внесен, тоа ми се допаѓа и во секој случај е храбар избор за оваа песна, Да. затоа што е тешка за интерпретација Да, во секој Џафер е случај и многу е висока, да кажам, тоналитетот е многу висок и за да ја донесеш песнава навистина треба да поседуваш добри квалитети. Кај мене поминува он колешки. Стефан е на добар пат со квалитет. Да. Поминува јако, да. Професоре, Во принцип, да. Да. Во принцип, секој си има различни начини на гледање на нештата. Мене тоа што ми е најважно, не ми се најважни техниките на пеење, него стварно ми е најважно што сака да принесе и како тоа го изнесува, без оглед на тие добро го тоа направи Ситни. професор. Добро го тоа направи. ситни грешкички, а тоа го направи он совршено, дури и, да. Да. и све Од сам ова, старт не купи за подега. Да. дури и се тоа, Так. така.
Крај. Више Тотално емотивно, супер ја, да. го познаваме каков е и тоа е најважно. Да. Магдалена и Ники Тодорови на врв и на дно од Ена Цветковска. Тие се сестри и ни доаѓаат од Радовиш. Велат дека моментално се невработени, но снимаат за TikTok. Тие имаат многу омилени пејачи како што се Тоше Проески, Елена Ристевска, Два Бона, Слаткар, ДНК, Ена Цветковска, Тони Зен, Луна, Таско и други. Некој се радува на се, ден за ден живе, во себе си зборува за се, Боже благослови ме. Некој може има се, но ако сам е тешко е, сам не се живее. Јас се радувам на се, на секој ден со тебе, во себе си зборувам за се. Боже благослови ме, од нас никој не знае, ни јас колку време имаме. Не сакам да имам се, да имам се, ако бидам без тебе, без тебе. Мене најважно ми е, сега после се, на врв и на дно, да бидам со тебе. На врв и на дно, да бидам со тебе. Да бидам со тебе. Па жилбата е најважна. Магдалена и Па човече, Николина. Да, овој и треба жилбата само не ова е да продолжат да прават. Нели? Мака да се снимаат за TikTok, они се сами по себе многу интересни. Се снимаат и имаат голема публика на А посебно TikTok. тоа што се сестри, стварно Да, треба и другите видеа кои имате шанса Да. да ги погледнете на TikTok. супер. Онда Магдалена имаше така и емси моменти во интерпретацијата неизина. Тоа е влијанието од нивните идоли. Да. Да. Да, на моменти Се се препознава. сеќаше и влијанието на Тоше Проески, Во но и секој, на во секој но и случај на- се гледа дека имаат голема желба и нека Има продолжат тоа желба, да го а прават желбата е најважна. и да снимаат за TikTok. И последна, но не помалку важна, е Ангела Лавровска со Врати ми го сонцето од Александра Јанева. Таа има 18 години и го завршува своето средно образование. Свирењето пијано и е голема љубов, а најмногу ја сака поп музиката. Па затоа и најчесто пее забавни numери. Уште од мали нозе ја сака музиката, а низ годините се труди да ја негува таа љубов и да го развива својот талент. Од македонската сцена најмногу ги слуша Елена Ристевска, Александра Јанева, Каролина Гочева, Калиопи и други. Искрено не може да се одлучи кој е незиниот музички идол, бидејќи имаме многу одлични изведувачи од кои може многу да се научи. Ќе те чувам кога денот ќе те свие, ќе те пазам кога мракот ќе те сокрие. Така ми рече, ти верував слепо. Единствено ми беше сонце, но сонце ти ми скри. Не враќај спомени, солзи исплакани, не враќај ги ноќите, долги неспиени, не враќај ја надежда, болка во срцето, едно ти врати ми го сонцето. Браво. Ангела Одлично. Богами Браво, супер. Супер, ме Ангел. изненада. Браво, Ангела, Да, колку да. има 18? 18 години, да. Браво, Ангелче. И се гледа дека е природна, дека и ова Сака што е музика, уснимано да. е. Енергија. Да. Фино, фино изведено, супер. Одлично и мислам и лежи веројатно ваков тип на изведба на музика и ова што го изведе сега што го слушнав стварно ми остави позитивен печаток. И мене. Супер. Знаете дека Боја на имате- глас има одлична, емоција супер, се внесува во тоа што го Па да, и распонот да. е баш широк. Одлично, таман си. одлично. Во момент Да. кога почна, нели,
повисоко да пее, викам, не само да не фалшира, да не зафалшира и профи. Не. Топ, Сигурно да баш одлично. што треба. Да. Имате тешка задача. Имавме добри кандидати денеска. Тешка. Ќе треба еден да одбие. И неблагодарна. И неблагодарна, тотално. Да. Музиката е толку благодарна, што е Да. ова тотално неблагодарно како Контрадикторно, избор. тотално, да. Мене е благодарна. Ја не морам да ги одберам. Да, факт е дека е неблагодарен овој дел, ќе треба да одбере стручното жири, денеска составено од Никола Пиревски Пере и Дани Димитриевска. Да. Со леле се малце почнав да се губам, ќе ми треба едно Франк кафенце да се напијам, за да продолжам како што треба. Додека они го бираат оној кандидат кој што ќе продолжи во полуфиналето, јас да ви кажам дека секоја емисија ќе одбира стручното жири еден кандидат, еден од кандидатите кој што ќе продолжи во полуфиналето, а останатиот, односно другиот еден или останатите 6 што ќе останат од 6 емисии, ќе ги бирате вие, драги гледачи. Ке треба на страната на Убавина и здравје да ги погледнете видеата кои што ќе бидат ставени нели тековно после секоја емисија од нашите кандидати и да пишете во коментари кој е вашиот фаворит. Сега некој од вработените во Убавина и здравје ќе има тешка работа, тоа е да ги брие, да ги брои гласовите, но негов проблем. Сега да ги слушнеме да видиме Дани и Пере што ќе се договорат. Вака, значи сега се мисли жирито помеѓу Сиче Трајкова и Ангела Лавровска. Така е. И Филип Дивлев беше добар. И Да, сега Филип беше одличен. Сите да не беа... залажеме, сите беа супер. Да. Сите беа добри, да. Посебни на свој начин, Да. интересни. Е, во нема да секој ни се случај. љутат, сите кои се пријавија знаеа дека Да. ќе И се одбере Стефан само Стемановски беше добар. Така е. еден кандидат, сега Кога тоа е се тоа. надпреваруваш, мора да очекуваш и пораз, да кажеме, на некој начин. Да, но дете ги... Но не треба тоа да ги разочарува, напротив треба да им биде тоа дополнителен мотив за Така работа понатака, да се усовршува, Сите да го се прават млади. тоа што најдобро знаат да го прават, да ја примаат музиката многу природно, многу не нешто, значи да не се стават во некаков надпреварувачки дух, Да. туку Така е. да се покажат најприродно што може да дадат од себе и сметам дека тоа го направи за мене најдобро, еве ќе кажам едно Ангела Лавровска. Ангела Лавровска. Да. Дани? Иако сите беа Би одлични. би се служила со Пира дека музиката не треба да се стави у тој концепт на надпреварување, затоа што секој си е индивидуален и засебен во пристапот како ја пренесува. Значи не смее тоа да се свати како разочарување ако изгубат. Затоа што знаеш што е лошото овде, што сите се добри. Да. Значи сите се во една линија Така. добри. Нема ни еден Секој лош, на нема свој ни еден начин, да. не знам што одскокнува за да се фатиме за истиот, него сите се добри и другари од овие сите 10 кандидати стварно сите бевте супер. Се служувам со Сакаш да ми со шепнеш Пере, мене, па ја тотално неблагодарно е да го Сега те биде променам дека- последњата. да се одбере. Јас колешке. бев помеѓу Сиче Трајкова И исто и јас. и Ангела Лавровска. И не можам да кажам зошто, затоа што сите 10 беа добри. Едноставно мислам дека така некако Најголем впечаток најголем впечаток ми оставија. И пресудно, знаеш што е кај мене, мислам стварно може глупаво и без врска, али годините, знаеш, дека има 18 години, Сич има 25, давам предност секогаш на помладите и тоа е мојот Едноставно избор. пет, Едноставно тоа е мојот избор. А јас давам предност на мелодиската музика, која Така. пренесува добра порака. Оваа беше Врати ми во сонцето, да се живе и здрава Ангела Лавровска, мислам дека Така. ова беше заслужено. Колешке добар избор. И јас. Одличен избор, ви благодарам Пире Дани. Ете, слушнавте, Ангела Лавровска, можам да ти честитам, ти си нашата прва полуфиналистка од нашето талент шоу, онлайн талент шоу Заблескај, кое што нели е во организација на магазинот Убавина и здравје и Орбит и секако нашите рефреш партнери Франк. На крајот, што да ви кажам, да ви потенцирам само дека се уште пријавувањата се во тек, можете нели да ги испратите вашето видео на на мејлот на Убавина и здравје, односно редакција @убавинaiздравје.мк
или пак на страната на Инстаграм на Убавина и здравје, секако треба да тагнете нели Заблеска и Заблеска со Орбит, тоа немојте никако да го заборавите. Во следната емисија ќе одбереме уште еден кандидат кој што ќе се најде во полуфиналето, но вие сега кај вас е тешката задача, односно вие ќе треба да се пуштите на гласење и да го изберете вториот полуфиналист од денешната емисија. Кој ќе биде тоа, секако ќе дознаете, драги гледачи, во следното издание на нашето шоу Заблеска. До тогаш не ми останува ништо друго, освен да ви посакам да пеете, да играте, да се радувате, да се забавувате и да ни ги испраќате вашите видеа. Чао до следното гледање. Thank you very much. Чао. Чао.